Добар ден, го следите првото информативно издание на Канал Плюс. Неколку содржини за актуелните настани и појави на истокот во наредните 15 на минути. Виднаш по кратката најава. Наскоро почнуваат со работа две фабрики во Штип. Во овој бран странски инвестиции ќе се отворат 5000 работни места во 6 компании во државава. Кочани се подготвува за славење на својот патрон. Со богата празнична програма Кочани викендов ќе го слави Петровден. Светецот Павле е заштитник на Виница. Утре започнува програмата за одбележување на заштитникот на градот. Од овој месец почнуваат со работа две фабрики во Штип и Скопје. Месецов започнува изградба на 4 нови фабрики во Македонија. Компаниите кои ќе почнат со работа се Техникал Текстил во Штип и Диатек во Скопје. Во овие 6 компании ќе има работа за 5000 работници. Од овој месец почнуваат со работа две фабрики во Штип и Скопје, а почнува изградба на 4 нови фабрики во Кичево, Охрид, Прилеп и уште една во Штип. Во овие 6 нови фабрики ќе има работа за 5000 работници. Цена се 4 фабрики кои што започнуваат со градба, а кои што претходно беа најавени, и две кои што завршуваат и ќе почне производство во нив. Сите заедно, овие 6 фабрики, ќе вработат над 5000 луѓе во Република Македонија. И тоа е само за јули и за август. Компаниите кои ќе почнат со работа се Техникал Текстил во Штип и Диатек во Скопје, а градежните активности ќе ги започнат КСС во Кичево, ОДВ во Охрид, Гентерм во Прилеп и Кондево во Штип. Новите фабрики ќе се градат на територијата на цела Македонија, што е одлично за рамномерниот регионален развој. За оваа година најавено е дека над 20 компании ќе инвестираат во Македонија, а очекувањето се дека ќе се отворат околу 14.000 работни места. Истокот се бори со наеста на кумарци. Дел од општините веќе извршија прскање против овие инсекти. Штип се подготвува за прскање утре 9 јули. Прскањето ќе се спроведе од земја. Кочани со трето прскање против кумарци започнува вечерва. Трето прскање против кумарци наскоро планира и општина Чешиново Облешево. Пчеларите да ги заштитат пчелите за време на прскањето. Продолжува прскањето против комарци во Кочани. По авионското прскање сега следува и прскање од земја, што е во рамки на првата фаза на третманот. Прскањето ќе се реализира во втората половина на оваа недела во градот и на територијата на рамничарските села. Ќе започне во среда на 8 јули во вечерните часови и ќе продолжи следното утро. Акцијата ќе ја реализираат стручни екипи од претходниот јавен тендер. Ќе се користи специјална опрема со која ќе се врши ладно запрашување. Третирањето, како и досега, ќе се изведува со биолошки одобрен препарат. Во четврток за прв пат оваа година против кумарци ќе се прска и во Штип. На 9 јули четврток општина Штип преку овластена фирма на територијата на општината ќе спроведе четврта тереистичка дезинсекција со цел уништување на комарците. Запрашувањето ќе се врши во периодот од 24 часот на полнок до 5 часот наутро со апаратура за ладно запрашување. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини во општината, подрачето по теченијата на реките Вргалница и Отиња, застојни води и подрачја околу каналниот систем на територијата на општината, урбаните населби локалитети. Граѓаните кои одгледуваат пчели потребно е да ги преземат потребните заштитни мерки. Доколку во периодот на третирање се појават неповолни временски услови со ветер или дожд, третирањето ќе се одложи за наредниот ден. Утре започнува славењето на Павловден во Виница. Годинава во програмата на заштитникот на градот планирани се содржини за сите возрасти и вкусови и секако свечена седница и црковна литургија. Концерт на Митан проект и Адријана Јаневска, изложба на слики од бендот на македонскиот музичар и продуцент Мите Димовски, ќе има утре вечер на платото пред Домот на културата Тошо Арсов во Виница. Со самото тоа што ги исполнува имињата на Дамер и Мери, Мите Димовски, Адријана Јаневска и тројца други музичари кои се именуваат од концерт на концерт, но сепак се квалитетни од други различни групи, значи членуваат и од етнооркестрот Монистра
И се надевам дека благодарение на тоа ќе имаме навистина убав концерт во Виница. Ги поканувам сите граѓани на општина Виница да пошироко да присуствуваат, нема да се жалат, значи на овој концерт кој ќе трае некаде час и половина. Самиот концерт е загаждан за 20-30 часот. Културната содржина на Павловденското чествување ќе биде збогатена со улиците од љубов на уметникот Ване Костуранов, чија изложба ќе биде отворена во петок. Музејот Теракота од Виница ќе се представи со изложба во Домот на културата, во изложбениот простор на 10 јули со почеток во 20 часот. Значи ќе биде отворена изложбата од младиот уметник од Струмица, Ване Костуранов, кој ќе изложи 20 дела од својот циклус изложби слики на платно, акрил на платно, насловен како Улица Љубов. Во спортскиот дел, годинава за прв пат покрај кошарка и пинг-понг ќе се организираат и турнири во тенис на кои се очекуваат 70 учесници. За прв пат годинава организира турнир во тенис за дечиња од 6 до 12 годишна возраст. Годинава очекуваме екипи од Штип, Скопје, Радовиш и Кавадарци, заедно како и нашиот клуб. И очекуваме да бидат присутни околу 70 дечиња од овие возрасти. Турнирот започнува во недела 12 јули од 9 часот наутро и очекуваме сите љубители на тенисот, како и на спортот на општина Виница, да дојдат и да ги поддржат малите дечиња. За најмладите и годинава општина Виница овозможи неограничена забава со баскер артистите кои ќе бидат лоцирани во паркот Виниленд. Духовниот дел од чествувањето продолжува во понеделник со литија пред параклисот Свети Павле, а ќе се заокружи со свечена седница на која годинава ќе се доделат награди за учениците на генерацијата од 4 основни и од средното општинско училиште во Виница. За славење се подготвува и Кучани, чиј патрон е Свети Петар. Програмата за одбележување на Петровден започнува вечерва во 18 часот на игралиштето кај детската градинка на улица Скопска, каде ќе се одиграат првите надпревари на Петровденскиот турнир во мал фудбал. Утре прием на наградуваните ученици организира Советот на општина Кучани. Во сабота е Влашкиот етнофестивал. На Петровден сите на планина. Потоа Баскерфест и Петровденскиот концерт во паркот на Револуцијата во Кочани. Празничната програма завршува в недела со планинарски марш од Пониква до Царев Врв. Ке има свечена литургија во храмот Свети Великомаченик Георги, а подготвена и музичка програма и свечена седница на Советот на општина Кочани. Чествувањето завршува со финалните надпревари на Петровденскиот турнир во мал фудбал. Денес во Кочани започнува реализацијата на проектот за изградба на 10 улици со заем од Светската банка. Градежните зафати почнуваат од спојот на улиците Пиринска и Ѓурче Петров. Во Штип денес започна асфалтирањето на улицата Радански пат. На мисата во еквадорскиот главен град Кито, Папата Франциско ги повика граѓаните на Латинска Америка да се осврнат кон заедничките христијански корени, како инспирација за надминување на разликите. Мисата на отворено ја следеа речиси 1 милион католици. Тој побара од граѓаните во Латинска Америка да се осврнат кон Евангелието, за да се обединат надежите, грижите, идеалите, па дури и утописките визии. Две лица загинаа во судар меѓу мал туристички авион Цесна и американски ловец F-16 над Јужна Каролина. Пилотот на ловецот успел да се катапултира, пред неговиот авион да се урне. Федералната служба за истраги на сообраќајни несреќи информира дека загинале пилотот и патникот во авионот Цесна. Авионите се судреле во близина на малиот цивилен аеродром во регионот, што на воздухопловните карти бил означен како воена оперативна зона. Велика Британија денес ја одбележува 10 годишнината од терористичките напади на лондонскиот систем на јавниот превоз со минута молчење и прошетка во знак на солидарност. Дел од жителите на Лондон пешки го минале патот до работните места под слоганот "Шетаме заедно" во знак на сеќавање на денот кога пред 10 години градската подземна мрежа била сопрена.
Најстариот ракометен клуб во Македонија работнички следната сезона ќе биде целосно реорганизиран и ќе влезе во нова сосема по инаква епизода од своето постоење. Клубот ќе биде поставен на нови основи, ќе бидат ангажирани нови луѓе во управата, нови ракометари и ќе функционира на сосема по инакво ниво. Новиот хит во македонскиот ракомет екипата на работнички продолжува да го гради својот нов тим со многу засилувања. Браќата Марковски и Златко Мојсовски се првите ракометари кои стана дел од амбициозниот проект. Следен наред е Ванчо Димовски, кој ќе се обиде да ја помогне на екипата, иако неговата првенствена улога е административна, имено тој е директор на клубот. Дел од новиот проект се и поранешните репрезентативци Милан Левов и Мите Стоилов. Се очекува во наредниот период да има нови договори со квалитетни ракометари за најстариот ракометен клуб во Македонија. Ова е се во плавневните вести, бидете внимателни со горештините. Имајте пријатен ден, за настаните на денот гледајте не во Дневникот во 16:30. Довидување.